Од врски, пари, виски, бомбонјери до сексуални услуги. Лекари барале надомест од пациенти за да им извршат здравствена услуга. Ова се дел од податоците од последното истражување на Сдруженијето за еманципација, солидарност и еднаквост на жените, каде што анализите укажуваат дека најчесто во коруптивните случаи се вклучени лекари специјалисти. Загрижувачки податок е дека тројца доктори директно побарале секс од пациентки како услов за медицинска услуга. Еднаш тоа се случило кај матичен лекар, еднаш кај гинеколог и еднаш во рамките на специјалистички преглед. Истражувањето покажува дека секоја четврта жена пријавила коруптивно искуство, но најзагрижувачки е што никој не пријавува. Секоја пета жена всушност истакна дека е спремна да плати, односно да даде корупција во услови кога е бремена или во услови при породување или грижа за деца или некое старо лице во рамки на семејството. Некритично поле за корупција се операциите. Една од испитаниците посочила дека нејзиниот сопруг бил принуден да плати одредена сума пари, што му ја предал на докторот во кафе бар во Битола. Откако ги зел парите, докторот веднаш обезбедил термин и операциона сала за детето. А пред тоа семејството било информирано дека нема слободна сала, анестезиолози и општи услови за изведување на оперативниот зафат. ОД се алармираат дека функционира културата на молчење, односно граѓаните почесто избираат да платат и да завршат работа, отколку да се соочат со неизвестност и со потенцијални негативни последици. Луѓето се свесни, имаат перцепција дека системски проблеми, недостатоци во нашиот здравствен систем представуваат ранливи точки или ризик за корупција. Тоа се пред се немањето на термини за преглед кај специјалисти, долгото време на чекање за преглед, долгото време на чекање за операција, за болнички кревет или за некоја опрема или апаратура, ги турка пациентите кон тоа или да ја бараат услугата во приватното здравство, или пак да им биде побарана, или да понудат корупција со цел да добијат услугата навремено. Иако речиси 94% од испитаниците велат дека не дале подкуп, реалноста е поинаква. 6,5% признале дека од нив било побарано мито. Дори 83% од коруптивните случаи се сведуваат на пари или материјални подароци. Според истражувањето, жените во Македонија се почеста цел на корупција во здравството. Анкетата на ЕСЕ е спроведена на над 1000 граѓани од различни градови ширум државата.